Советот на општина Неготино денеска официјално стартува со работа во нов состав. Денеска беше одржана конститутивната седница на новиот совет на општина Неготино. Со конститутивната седница раководеше Трајко Стафилов како највозрасен меѓу новоизбраните советници во советот. Се работеше по следниот дневен ред, имаше вкупно 7 точки. Прва точка беше избор на верификациона комисија и извештај на истата. Верификационата комисија можеше да ги земе мандатите од сите присутни новоизбрани советници. Беше констатирано само дека Зоран Стојанов не е меѓу присутните и дека неговиот избор ќе биде направен, односно неговата верификација ќе биде направена на наредната седница кога тој ќе биде присутен. Втора точка од дневниот ред беше предлог одлуката за верификација на мандатите. Третата точка беше предлог решение за избор на председател на Советот на општина Неготино. На оваа точка советничката група на ВМРО-ДПМН излезе на говорница и кажа дека нема да поддржи ниту еден предлог кој што ќе доаѓа од страна на Социјалдемократска сојуз на Македонија. Така и беше предложен Диме Витанов, гласа само советниците од Социјалдемократска сојуз на Македонија со 8 гласа за и 6 против. Диме Витанов беше избран за нов председавач на Советот на општина Неготино. По изборот Диме Витанов се обрати од говорницата на собранието. Да се заблагодарам на сите граѓани на општина Неготино кои што ни ја дадоа довербата да овие 4 години бидеме предводници на локалната власт во општина Неготино. Уште еднаш да искористам приликата да го честитам изборот на Тони Делков за градоначалник, да посакаме од него коректна и фер соработка со овој совет. На вас, сите колеги советници, ви посакувам исто така возвратно коректна соработка со градоначалникот на општина Неготино, бидејќи сите ние сме избрани од граѓаните на општина Неготино и ја имаме обврската да работиме во интерес на граѓаните на општина Неготино. Се заблагодарувам на колегите советници кои што ми ја дадоа довербата да бидам председател на Советот во овие 4 години. Одовде може да ветам дека ќе ги укинеме праксите на досегашното функционирање на Советот, ќе дадеме нова надеж, ќе дадеме нова енергија во функционирањето на Советот на општина Неготино. Како председател на Совет на општина Неготино ќе бидам рамноправен спрема сите колеги советници, без разлика кој од која политичка партија доаѓа или кој ме поддржал при изборот или не. Колеги советници, почитувани граѓани на општина Неготино, сите ја имаме заедничката цел, а тоа е Неготино да биде подобро место за живење за сите. Затоа ве повикувам во овој 4 годишен мандат на конструктивност и соработка. Истото важи за советничката група на СДСМ, истото важи и за советничката група на ВМРО-ДПМН. Се надевам дека после 4-годишниот мандат ќе можеме сите заедно да застанеме пред нашите сограѓани и ќе ги кажеме нашите дела, односно нашите работи кои што сме ги сработиле во овој совет, а тоа е подобрување на животот на сите граѓани. Веднаш потоа се премина кон останатите точки од дневниот ред. Четвртата беше предлог решение за определување на членови на Советот на општина Неготино за учество во случувањето на браковите на територијата на општина Неготино. Едногласно беше одлучено сите советници да земат активно учество овде. Петта точка од дневниот ред беше предлог решението за избор на членовите во постојните комисии при Советот на општина Неготино и оваа точка едногласно беше усвоена од советниците. Следна точка, 6 и 7, всушност беа точките поврзани со признанијата по повод празникот на општина Неготино кој што допрва следува 8 ноември. За почеток се состана комисијата за доделување на овие награди, па така беше одлучено признанијата 8 ноември да ги добијат следниве личности: Илија Цветковски, филмски работник, Атанас Наумов, маратонец, ракометниот клуб Вардар од Неготино, Оленча Лазовска, крводарител и Ангела Глигорова, научен истражувач од општина Неготино. Едногласно беа усвоени сите 5 кандидати за признанието 8 ноември, а исто така по повод последната 7 точка од дневниот ред, наградата 8 ноември, советниците едногласно му го доделија на трговското друштво Дуки Дасо.